овој суд припаѓа на една друга власт. Тоа е сосема независна власт. Но исто така и локалната власт е една друга власт и е сосема независна власт. Законот реално ги нуди сите аспекти на улеснителни околности да оваа власт ги има во предвид за да може да функционира локалната власт. Од тие причини секако имаме човек кој што не само што нема да побегне, туку се враќа назад. Драго ни е што е уапсен во Виена, а не во Америка. Со тоа покажал дека тој и навистина се враќа назад и се надевам дека многу брзо ќе биде овде за да се брани пред се од слобода и да ја докаже својата невиност. Уште еднаш предочивме пред судот што значи блокирањето на општина Центар, многу важно за граѓаните, колку што се важни и одлуките на овој суд секако, но при тоа законот реално ги дава сите други околности. Тоа се околностите кои што значат одземање на патна исправа, нудење на подхипотека на имотот на Шиповик, еднаш неделно минимум да се јавува пред овој суд. Предочивме кај судот дека ги нудиме и нашите имоти кои што не се под хипотека, мојот стан, станот на Радмила Шекеринска, становите на нашите членови на раководството, се со крајна цел да добиеме право за бранење од слобода. Тој се враќа овде убеден, а заедно со него и ние, дека е правичен, дека не се огрешил пред законот, секако тоа треба да го докаже пред суд, секако не сакаме да има никаква амнестија за Шиповик. Апсолутно судот растеретено од било какви предрасуди да работи. Но при тоа сакаме силно да испратиме порака до Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство. Тоа се институции чии што челни луѓе се поставени токму од власт, од оваа влада. Непочитувањето на презумцијата на невиност и леснотијата на испорачување на барање за притвор стана веќе секојдневна пракса во Република Македонија. Како што вели еден мој пријател, сите денеска носиме жолта трака на левата рака. Фигуративно кажано. Само прашање е кој кога ќе биде повикан под туш. Исто така фигуративно кажано. Овој страф и сила кој што се демонстрира, апсолутно ние нема да го дозволиме. Од тие причини, согласно законот, без било какво мешање на било кој политичар во судската власт, бараме правичност и правда за секој од притворените и за секој осомничен досега или во иднина. Што ви одговори председателот на судот? Апсолутно, председателот на судот одговори дека му е драго, што побаравме средба да кажеме дека ова нема намера да значи притисок врз судот. Ние одлуките на судот ќе ги почитуваме, сме ги почитували и до крај. Ќе ги почитуваме какви и да се, но при тоа сакавме да предочиме дека сите и со сопствените имоти, секако со оврската која што законот ја дава да се согледат и улеснителните околности, а овде е функционирањето на општина Центар, да ги имат во предвид. Овој суд, истражниот судија определен за овој предмет, секако и понатаму другите судии ќе одлучуваат согласно закон, ние тоа ќе го почитуваме, но наше право согласно закон е исто така да го предочиме. Општината во која што се наоѓа и овој суд, и владата, и МВР, и собранието е со ова акција за апсење на председавачот на Советот на општина Центар и официјално блокирана. За мен лично тоа воопшто не е никаква случајност, затоа што намерата е токму тоа политичкиот момент, односно се блокира работата на општината која што власта ја изгуби на локалните избори. Она што е многу битно е да се каже дека со ова се спречува реализирање на изборните ветувања, но на што заедно и како градоначалник и како советници го ветивме на локалните избори. Со ова се спречува не само поништување на дуповите, што е многу битна тема за власта, туку се спречува нормалното функционирање, ако сакате, на општината, затоа што ние имаме на дневен ред ребаланс на буџетот, потоа доаѓа буџетот, значи ние сме буквално блокирани. Како еден детаљ, да ви објаснам дека на наредната седница беше планирано да имаме ребаланс за парното грејење, што значи дека училиштата и градинките во Центар ќе останат без парно грејење, затоа што општината Центар нема да може да обезбеди простор програмски, односно во буџетот сето тоа да го плати. Не случајно акцијата е наречена председавач, затоа што признато е фактички од страна на власта дека идејата не е и поентата не е да се третира случувањето во машинопромет, туку токму општина Центар. Според нивните омилени новинари, слушам дека по акцијата председавач треба да следи акцијата градоначалник. Јас сум тука, јас не се плашам. Ниту советниците, ниту јас нема да прекинеме да се бориме за она што во што веруваме и оно што го ветивме. Но на крај сакам следното да го кажам дека
Сите режими, сите диктатури воедно се разликуваат и воедно се слични. Се разликуваат по тоа колку траат, некои траеле година повеќе, некои година помалку, но сите исто завршувале, сите на крај биле поразени од народот. За нас, за македонската јавност, за граѓаните на општина Центар, кои што 3 пати недвосмислено покажаа волјата на избори, притворот, изречениот притвор за Шиповиќ е освета за непокорот во општина Центар. Продолжувањето, тоест неговото апсење во Виена, исто така го гледаме во насока на одолжување или на одолжување или на продолжување на блокирањето на општина Центар. Ова што се случува и осветата на Груевски и на ВМРО ДПМН кон Шиповиќ кон општина Центар е со цел една единствена: да се блокира работата на општина Центар, за да се скрие големиот патриотски грабеж со Скопје 2014. Ние тука нема да станеме, бараме и мислиме дека Шиповиќ е во право да бара да се брани од слобода, затоа што сите аргументи неговата експлицитна искажана волја во сите изјави дека се враќа во Македонија и дека нема услови да биде задржан и потреба и причина да биде задржан во притвор. Јас имам искуство кога притворот е казна, а не е правна мерка. Бев 12 дена во притвор. Помина 2 години голгота по судовите, но вистина излезе виделината. Беше невозможно да се спречи. Оваа држава ги казнува сите кои им пречат. Сакам да му порачам на Шиповиќ да издржи. Дека ќе биде ослободен, треба да издржи. Еден ден ќе се докажат сите хајки што ги правеа оваа власт против неистомислениците и оние кои не се покајуваат и незини цели. Ова е тортура невидена од власта, значи секој кој му сметаше, секој кој му спрече на пато беше осуден, како кога дојдов еден душком лекар од да го суди, што остана за некои политичари како Шиповиќ.